Драги гледачи, сега следува првиот дел од репортажата посветена на донаторскиот банкет на Македонската глобална координативна мрежа Канада, каде што се собрани $118,000 за македонското дело. Драги македонци, браќа и сестри, добро вечер и добре дојдовте на вечерашниот добротворен настан, кој се одржува во нашата Македонска православна црква Свети Климент Охридски, а со повод Македонија е се што имаме. Навистина се радувам што ве гледам во волкав број вечерва, а самото тоа покажува дека ние македонците кои живееме во Канада нема никогаш да се согласиме и да дозволиме на некулмина пијуни и продадени души во Македонија да се играат со иднината на нашата родна земја. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се зборат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонци шумно пејат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободна живе. Македонија слободна, слободна живе. Отче наш, иже еси на небесје, да свјати се имја Твое, да приде царствие Твое, да буде Твоја Твоја јако на небеси и на земли. Хлеб наш насушни даж нам днес, и остави нам долги наше, јако же ми остављаем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас од лукаваго. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ниње и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Отче благослови. Христе Боже, благослови го јадењето и пиењето
на ова трпеза, во овој свет храм, во овој град, во оваа земја и во нашата земја Македонија и во сиот Твој свет, оти си свет сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Не повика Македонија, не повика македонскиот народ, македонската држава. Се собравме вечерва да го окрениме нашиот глас во одбрана на нашата мајка Македонија. Сега треба да бидеме заедно, сплотени, бидејќи и сме потребни на Македонија. Би сакала да кажем едно големо благодарам на Енди Плуков и Macedonian Wine and Spirits, како и на Питер и Вера Петличковци, кои што го платија белото вино. Ви благодариме. Едно големо благодарам на господинот Славе Јанкуловски, кој што ги подари кобасиците и месото, на Грег Цанев за јадењето. Голема благодарност за оваа чест на Канадско-македонскиот конгрес. Благодарам Бонете Мелковски, председател, за овој прекрасен собир, сите заедно за Македонија. Поздрав до нашиот гостин од Македонија, господинот Тодор Петров, се знаеме од Бутел, од Скопје, неговата заложба за крстот поставување, али не донесе некој успех од страна на другите фактори, знаеш, и самиот сам, и ние знаеме, дали од старата влада, од новата влада не дадоа поддршка на господинот Тодор Петров. Благодарам за тој настан, за тој успех што толку вложивте труд да се одбележи таа општина како наша македонска православна. Благодарам. Јас како председател овде со моиве луѓе, со моиве верници, со мојата управа, едно од најголемото прашање е македонската црква. Политиката ја оставам настрана на другите. Болно е и жално е. Немаме никакви извештаи, никакви предлози, никакви информации од нашите предпоставени овде во Канада, по црковен пат зборувам, од нашите оци, дознаваме лично преку медијата, настаните, преку телевизија, интернет и така. Тоа е голем срам што се случува кај нас. Ако размислиме и самите, дали некој ќе ни биде мајка или татко, ние знаеме кој ни е мајка, кој ни е татко. Македонија и македонскиот народ. Ако Охрид е во Македонија и е македонски, и ако Охридската епархија е македонска, и низ целото постоење за овие 800-900 години создаваше епархии од 3, станаа поеќе, како и ние македонците се множевме, така и епархиите се множеа. Значи, ние имавме една црква и имаме истата црква до ден денес. Охридската архиепископија и македонската православна црква е едно, исто до ден денес, да не ги двоиме. Кога станува збор за непризнавање, знаете колкава неправда во светот се води против нас, особено еве за црквата. Признавањето треба да биде самостојно, не ни треба потреба од никој, до сега сами се боревме и сами ќе се бореме. Ако законот на нашата православна вера е верувам во една света, соборна и апостолска црква,
таа е ортодокс црква, што бараме од друга црква помош. Кога сме самостојни до ден денеска. Тоа не можам да разберам, не можам да замислам. А не знам камо ли овој наш македонски народ. Ако бугарската црква стварно мисли со надеж дека ќе ни помогне, а најголемата надеж е кај нашите предпоставени во Македонската православна црква, тоа ќе се стореше и пред многу години. Српската не признава, никој не признава, значи ние бараме милост од некој друг. Милоста не ни треба нас. Нас ни треба народот македонски, нашата македонска црква. Ако видите во минатото, ние се ослонивме и оние предци наши секогаш спрема Македонската православна црква, не спрема политичарите. Тие играат една игра. Дали била стара влада, нова влада, ВМРО, СДСМ, за нас се исти луѓе политичари, што обеќаат, а не го исполнуваат. Затоа нашата надеж е во македонскиот народ и во македонската црква. Така до денес ние обстанавме и за време турско, и денеска, и јас мислам така со верба во народот ќе успееме сами и со една голема слога. Оваа слобода ние што ја живееме, дали во Македонија или во Канада, ако гледате секогаш и секоја војна, дали и по мирен пат, се случуваше се преку црквата. Преку народот што верува. Вербата е во срцето, вербата е во душата, вербата е во народот. Затоа најпосле ве поздравувам многу, да живее Македонската православна црква, да живее Македонија и да живее македонскиот народ. Благодарам. Да ви посакам убава вечер, на гостите пријатен престој овде меѓу нас. Речено беше овие денови, слушнавме дека само Господ може да ја спаси Македонија. Ама на Господ треба да му поможиме, нели? Кој треба да му поможи? Ние треба сами да си поможиме. Што рече председателот, милост да не бараме од никој, нити во политиката, нити било каде некој ќе се смилува, да ни даде дали држава, дали црква, дали нација, дали јазик и така натаму. Значи, ние сме тие што треба да се избориме. Ако гледаме од другата страна, да не речем политичка страна, Господ ни даде нам. Ни даде во денешно време. Македонија никогаш не е имала толку учен кадар како што има денеска. Никогаш Македонија немала толку учени луѓе како што има денеска, во денешно време. Во денешно време имаме Академија на науките и уметностите, имаме факултети стотици во Македонија. Имаме дипломирани инженери, доктори, политиколози, научници. Имаме од сите профили луѓе. И ние во денешно време дојде да се нудиме на овој или на оној, да не речам да се продаваме. Тоа е срам за нас. И затоа велам, Господ ни дал, само ние треба да го искористиме. Много
Dobro večer, braća, sestri, Македонци. Вечера ми е чест да видам толку луѓе денеска собрани за Македонија. Значи, прашањето е дали Светскиот македонски конгрес од Канада смета дека предвремените парламентарни избори во Македонија се неопходни? Па во моментот моето лично мислење е дека ние немаме во Македонија некоја партија која брани која ги брани македонските интереси моментално. Значи, За жал? да. Така е? Значи да бараме предвремени избори треба да имаме некоја партија која ги брани македонските интереси. Моментално едната знаеме дека сака да ги продаде македонските интереси, другата се мисли на која страна доди, дали да биде на таа страна Сонев или да биде на страна на македонскиот народ. Како што знаете, сега на 27 имавме голем собир што беше организиран од повеќе заедници, не само од нас, да не кажам иселеници од Македонија, надвор од Македонија и луѓе од Македонија. Најголемата партија во Македонија кажа дека нема да ги подржи тие протести. Поред една или друга причина не сака да ги подржа тие протести. Значи сега и да имаме предвремени избори, кој ќе застапува Македонија? На кого ќе му даме да застапува Македонија? Може би е времето да формираме некоја македонска партија, трета партија што на вистина ќе застапува Македонија. Господине Мендо, каква е положбата на Организацијата на Обединените македонци во Канада за 34 лица кои се политички затвореници во Македонија? 36. 36, да, благодарам. 36. Драги македонци, драги македонки, јас како председател на Организацијата Обединети македонци сакам да ве поздравам и овде да ви честитам за вашето масовно присуство во вечерава и на сите овде организатори на ова вечер. Ние Обединети македонци сме загрижени за ситуацијата во Република Македонија. Македонија преживувала тешки времена и од времето на Гоце Делчев, времето на Методи Андонов Ченто и денес, кога Македонија е слободна држава, ние имаме 36 македонски патриоти затворени во затвор, само за едно дека се сака Македонија и македонскиот народ и честа на Македонија и македонскиот народ. Во времето на Ченто, кога го затворија, тој рекол: во се верував, ама никогаш не верував дека ќе ми судат македонци за Македонија. И денес е така на овие наши македонски патриоти. Можем да речам дека не му судат македонци, му судат предавници на Македонија. Така е, Мендо. Ние велиме дека сме нападнати од сите страни. Македонија е навистина срдисана и народот македонски е оставен сам. Во песната вели: кој ќе се јунак изнајде, чумата да истера. Денес македонскиот народ плачи по водач за Македонија. Денес македонските политички партии го оставено македонскиот народ на цедило. Во 1912-13, кога беа повеќето од тога истепани војводите после Јединското востание, некои затворени, Македонија беше без водачи, без лидерство и така успеа да ја поделат Македонија. Со затворањето на Методи Андонов Ченто ги затворија и сите македонски патриоти во тоа време кои го кренаа гласот за самостална Македонија. Денес, кога нашите македонци се бореа и станаа да се бранат Уставот на Република Македонија, собранието на Република Македонија, тие беа затворени во темни зандани да чмеат за она за кое се бореле со илјади македонци во времето. Ние остануваме и повикуваме да македонскиот народ денес го избере нашиот повардарски владика Агатер Ангел, кој едино остана во денешно време да ја брани Македонската православна црква и да го брани се што е македонско. Денес на Македонија му треба водач. Денес председателот го нарекуваме соучесник во предавството на Македонија. Апелираме од тука, од Организацијата Обединети македонци, и мислам на сите вас,
да уште малце, ако има чест, и ако е роден од мајка македонка, да ги ослободи и амнестира овие сите македонски затвореници кои се бореа само за честа и достоинството на Македонија и македонскиот народ. И за тоа стануваме дека навистина ќе слушни нашиот повик и ќе најде сила тоа да го стори во најскоро време. Каков е ставот на македонското меѓународно движење за човекови права во врска со преговорите за името со Грција? Macedonian Human Rights Movement International started the Our Name is Macedonia campaign in 2010. We had George Plukov, Andy's son. We have Andy's son on the original posters, and we continued them today. Have a look at Sonia and Oliver's newspaper for an updated picture. Za stramota that we are continuing to negotiate our name. Would any other country negotiate its name? We have the Our Name is Macedonia right here. Does Greece have to say our name is Greece? No. Our name is America? Our name is Germany? No. Makedonska rabota. How is it possible that we have to stand up for who we are to defend who we are? We need people to come and defend us. That's what we do. I do this every day of my life. All of us here do it. We all do it. I was invited to a NATO and Turkey panel discussion for something to do with gaining NATO acceptance. There was a Canadian NATO member there. I talked to him, I announced in front of everybody. How is it possible that NATO is pressuring my country, Macedonia, to change its name to appease Greece? His answer was this: there's no pressure from NATO. Vistina Brečojek. How is there no pressure? You were telling us to change the name to gain membership. One, do we need membership? I doubt it. Do we need membership in the European Union? I don't think so. But listen, if we want membership, it's not going to happen at the expense of my name, your name, and our identity. This makes absolutely no sense. So he says to me after, he goes in front of everybody too, it's like getting together with a group of your friends and ordering from a menu. You can't decide what to order. Really? My identity is not on your menu. That's not up for discussion. Our name is Macedonia. The game is over. Let's everybody stand up and defend it. And please help us out tonight. Go to the March 18th rally and show everybody that our name is Macedonia. Дали Македонското патриотско друштво, Андон, Лазов, Јанев, Ќосето од Канада сметаат дека националните споменици во Скопје, а и во други градови се важни за идентитетот и наследството на Македонија? Македонското историско, културно наследство има големо значение за нас, македонците, затоа што тоа е поврзано со нашиот идентитет македонски, со нашето име Македонија. Преку ноќ, во 3 часот наутро е симнат споменикот на Андон Ќосето. Името на аеродромот Александар Македонски повеќе не се вика така. Автопатот Александар Македонски веќе се вика пријателство. Македонци, имам порака и до оние дома што седат, што во моментов си пијат кафе, чајче, си мезат локум, што ни фаќаат сеир, да им порачам. Вечерва во оваа сала имаме 400 македонци, горди македонци, и во Македонија имаме македонци кои што ќе застанат на браникот, да го одбранат името македонско, земјата македонска, идентитетот македонски. Македонци, мораме сите заедно, сплотени, да кажеме стоп на полициската хунта, на сегашнава влада, каде што македонци или ке не има, или ке не нема. Трета опција немаме. Да се бориме сите заедно за Македонија. Спомениците, да се навратам, се наше наследство. Ставаат рака на нашето наследство, на нашата култура. Ставаат рака на нашиот идентитет. Нема тоа да го дозволиме. Ама ставаат и споменици на албанското малцинство. Ама Се тие што не из- се гибаат, нели? Се што ќе извадат, све ќе вратиме назад, во поголема форма. Бидете живи македонци, да живее Македонија.
Веле младо момче македонче, во однос на барањата на Македонија, да го смени своето име и идентитет. Каква порака би сакале Сдруженијето на македонските студенти на Универзитетот во Торонто да испрати до младите во Македонија? Ladies and gentlemen, it is my chest to be here tonight. I'm going to speak in English the same way as Bill has. A lot of us have been talking about what we can do for Macedonia. A lot of us have been talking to many of you here what you should do to Macedonia, but there really hasn't been a message to the youth in Macedonia. Where are the youth in Macedonia when it comes to this question? So my message to the youth in Macedonia is this. We know what you are going through. You have no opportunities in our republic. You have no jobs and that kind of stuff. So we understand why you're going towards the European Union and other countries. We understand. But this is not the answer. Let's say, for example, that Macedonia unfortunately would change its name. Republic of whatever, Macedonia. You are going to disperse. Some of you are going to go to France. Some of you are going to go to Germany. Some of you are going to go to Denmark, wherever. And you're going to have some more money in your pocket. You're going to have some more euros in your pocket. That's great. But what kind of life are you going to live? What kind of identity will you have? You will say you are Macedonian. You know yourselves that you are Macedonian at heart. Zaev knows that he is Macedonian. But what kind of life are you going to live calling yourself Gorno or Severno or whatever Macedonian? Because if you tell anybody else that you're Macedonian, they're going to shoot you down and say, no, you're not Macedonian, you are Gorno or Severno or whatever Macedonian. What makes my life is being Macedonian and being a part of all of these manifestations that we have here. That gives me love in my life, not my money. So I please urge all of you young Macedonians in Macedonia to please keep your name, because it is you that future generations are going to blame for the change of the name of Macedonia. It is you, because you did not stand up when the time was needed. So please stand up, defend your rights to be Macedonian, and proclaim yourselves Macedonian. A message to our Prime Minister Zoran Zaev. My name is Vele Toshevski. I am Macedonian and I will always be Macedonian. You have no right to change my name and change my identity and change my nation's name and identity. And we will succeed. No matter how, no matter when, we will succeed in naming ourselves the Republic of Macedonia. It is you, the youth of Macedonia, that can do this. Thank you. Драги гледачи, сега следува вториот дел од донаторскиот банкет на Македонската глобална координативна мрежа Канада. Каков е ставот на Македонскиот фонд за помош на децата? Да албанскиот јазик е официјален јазик низ цела Македонија. The Republic of Macedonia is a country with a majority ethnic Macedonian population and minority ethnic populations, not just of Albanians. We have Roma, our Romani, which are the Vlachs, Tulsi, Turks, Serbs, and other minorities. Macedonia has a majority Orthodox Christian religion, but we have many other religions in Macedonia. Some of them are other Orthodox churches. We have other Christians, which are the Catholic and Protestant, and of course we have Islam and Judaism in Macedonia. It's important to mention that in Macedonia, not all Christians identify as ethnic Macedonians, and not all Muslims identify as ethnic Albanians. There is a very sizable Muslim population in Macedonia that identifies as Macedonians. We can categorically state that all ethnic and religious minorities in the Republic of Macedonia enjoy all of their fundamental human and national rights to a much greater degree than any other country in the Balkans and practically any other country in the world. We can take any country in the world and find similarities with their majorities and minorities. Definitely Albania, Greece, Bulgaria, Serbia, but even countries like Germany, France, the USA. In none of these countries will you find ethnic and religious minorities being recognized, being supported, and even funded by their governments like those that are in the Republic of Macedonia. The question today is, why is Albanian language being proposed as the second official language in Macedonia?
The only answer to this is to ask another question. Why is Macedonia being forced to a standard for one of its minorities that is well above the standard for any minority in Macedonia or any other minority in another country? According to the Ohrid Framework Agreement that was signed on August 13th of 2001, the section on language says, in addition to Macedonian, any language spoken by at least 20% of the population is also considered an official language according to terms specified by the agreement. A language is not spoken by 20% of the population at the national level, but spoken by at least 20% of the population in any individual municipality, are also considered an official language in that municipality. So let's take a look. Does this standard apply to other countries? Let's look at the USA, the beacon of democracy that has spread democracy around the world. When we look at the population statistics in the US, we have a large group of Hispanic speakers, Spanish speakers in the US. As a matter of fact, in the state of Florida, they comprise 25%. In the state of Nevada, 28%. In Arizona, 31%. In California and Texas, 39%. In New Mexico, 48%. Did the US government propose in any of these states to make Spanish the second official language beside English? Of course not. Did they enact any legislation? It's unbelievable. But in the 80s, as immigrant populations, non-English speakers came into the United States, many of these states actually enacted laws to protect the English language, not to allow the minorities to speak their native language. Some states even have laws that say English only, which makes it practically illegal to teach or to use the other languages in an official nature. Allowing the Albanian language to be a second language a second official language in the Republic of Macedonia is not only against the Constitution of the Republic of Macedonia, it is something that is not allowed in any other European country. There is no precedent for a second language to be added in any country in the world. In conclusion, it is a false standard imposed by external factors that is pushing the Albanian language to be a second official language in Macedonia. It will lead to more instability in Macedonia, the federalization of Macedonia, and eventually wars to split up Macedonia. It is up to us Macedonians living here in Canada, in the diaspora, and especially the Macedonians living in Macedonia, to stand up for what is right, to protect our own interests, not to allow internal or external forces to make changes in Macedonia that are detrimental to Macedonia and the entire region. Благодарам. Каков е ставот на Македонското леринско културно друштво Канада за желбата на Македонија да влезе во Европската Унија и во НАТО? Што мислите? Добар ден и добро вечер на сите. Како председател на Леринското друштво од Беломорска Македонија, клучна Македонија, ние остануваме со нашиот став да никогаш не се смени името на Македонија. Тони, какви се импликациите од договорот за македонско-бугарско пријателство, одобрен од македонскиот парламент во јануари оваа година? Што мислиш? Ваквата ситуација излегува од сите граници, сите клетки на телото на секој еден член во Канадско-македонското историско друштво се возбудија и се толку eager, насочени кон ова да се донесе најбрзо решение. Also, it is very important to preserve the Macedonian history and the culture. We strive to promote and protect Macedonian history. When we heard about the treaty, which it's called the Friendship Treaty, as is undertaking the Macedonian history, it makes it easier
for the Bulgarians to change and call us Bulgarians. Историјата нас не учи да не се повторуваат оние грешки кои се направени низ вековите. Моментално се повторува она време од Сан Стефанска Бугарија, во времето кога тие сакаја да ја вклопат Македонија, целокупна Македонија во границите на Бугарија. Дали ја поддржувате идејата за Бугарската црква да биде мајка црква на Македонската православна црква? Секако не. Што се однесува до децата бегалци, ние, како што знаете, дека баш во овој месец, во месец март, навршуваме 70 години од нашето бегство од татковината Македонија. Ние секогаш се држевме до овој јасен принцип. Нашата татковина била секогаш Македонија. Ние сме македонци и ние се изборуваме наш македонски јазик. А тие принципи никогаш во земјите кај што пораснавме, никогаш од тоа не одстапивме. Нашата македонска православна црква е Охридската архиепископија, тоа е наша и тоа треба да остане и таа не може да биде ќерка на бугарската. Туку бугарската црква е ќерка на нашата македонска црква. Како председатели на нашите македонски организации тука во Канада, со вие најнапред и сите ваши членови на овие организации, вие сте гласот на нас, македонците тука во Канада. Ви благодарам за се она што сте го правеле, што го правите и што допрва ќе го правите за сите нас овде. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки. Чест ми е да ве поздравам во името на Светскиот македонски конгрес, како неформален светски парламент на македонците од сите делови на Македонија во целиот свет, формиран во далечната 1899 година во Женева од македонската емиграција во западноевропските и источноевропските држави со цел анимација на европската јавност за суверена и самостојна држава Македонија во времето на Отоманската империја. Ви носам топли искрени поздрави од Македонија. Кога почнавме оваа вечера, во 19, во исто време, во 11 часот по австралиско време, почна протестите на македонците во Австралија, во Перт, Сиднеј и Мелбурн. Не знам точно колку се, меѓутоа најавуваа дека и во Мелбурн и во Сиднеј има околу 30.000 македонци. Пред неколку дена на 27 февруари и покрај лошите временски услови, студено и снег, повеќе од 20.000 македонци обединети во семакедонски протест од цела Македонија, од мисијата на Европската Унија во Скопје, во марш до Собранието на Република Македонија, предводени од митрополитите Агатангел и Петар, беа единствени во одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Во името на сите учесници на семакедонскиот протест од 27 февруари, изразувам јавна благодарност на Светскиот македонски конгрес Канада, на Македонското меѓународно движење за човекови права, на Организацијата Обединети македонци и Сдруженијето Андон Лазов Јанев Ќосето во Торонто, обединети во Македонската координативна глобална мрежа во Канада, за финансиската помош за автобускиот превоз
од градовите во Републиката до главниот град на Македонија и за логистиката на семакедонскиот протест се разбира благодарност до сите вас како донатори кои вечерва ја помогнавте оваа иницијатива на Македонската глобална координативна мрежа. Беа присутни околу 60 автобуси од Македонија, од провинцијата до главниот град. Верувам да имаше пари, го прекршивме Рубиконот на стравот и неизвестноста, да имаше доволно пари, верувам дека и 500 автобуси од цела Македонија ќе беа полни за да го бранат името и идентитетот на нацијата во главниот град на Македонија. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, Македонија е веќе 30 години од распаѓањето на поранешна Југославија под обсервација на специјална војна за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Секој обид за нејзина дестабилизација и контролирана нестабилност од распаѓањето на поранешна СФР Југославија во 1990 година до денес започнува и завршува со тие барања: промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Впрочем, окупацијата врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ во Балканските војни не беа со цел некогаш Македонија и македонците да се обединат, туку трајно да се затвори македонското прашање. Во 1990 година Југославија се растури, повторно кај сите кои што ја поделија Македонија во Балканските војни, настапија со агресија и насилство кон Македонија по сите основи. Радува што во Македонија се создава мобилизација меѓу македонците во татковината и во светот за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Денес и утре македонските заедници во Австралија, Велика Британија, Холандија, Нов Зеланд, Јужна Африканската република, Чешка, Германија, Словенија, Малта, Италија, Шведска, Соединените Американски држави, Македонија одржуваат светски семакедонски протест во Перт, Мелбурн, Сиднеј, Лондон, Хаг, Окланд, Јоханесбург, Прага, Франкфурт, Малме, Вашингтон, Битула, Скопје. Радува формирањето на Македонскиот монетарен фонд од Македонската координативна глобална мрежа во Канада. Посекуваме да се соберат средства, не само од тука се разбира, туку и од Австралија, за 500 автобуси од цела Македонија за наредниот семакедонски протест, кој што го планираме на 22 април годинава. Впрочем, на прашањето во Бугарија упатено до премиерот Заев во врска со семакедонскиот протест на 27 февруари, кој е неговиот коментар, изјавил дека малцинство се тие што се против промена на името на државата, меѓутоа ќе му го повратиме, ќе му го повториме уште помасовно протестот на 22 април, за да го разувериме во заблудите со кои живее и ја продава државата и нацијата на кило. Ги распродава државните и националните интереси. Македонците во светот и во татковината се загрижени за политичката криза во Македонија, како и од секогаш. Над сите нас виси прашањето што воопшто ни се случува и каде како народ и држава воопшто одиме. Од една страна, представуваме колатерална штета на американските глобални интереси, кои настојува да го спречат руското и кинеското влијание и инвестиции во регионот. Европската унија и САД си донесува марионетска влада на последните парламентарни избори, која што треба да ја испорача задачата промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Од друга страна, повампирен е историскиот врховизам, кој неизбежно поради предавствата на поглаварствата ќе го изроди анархизмот, какви што биле гемиджиите во 1903 година. Минатата година поголем софијски врховист од Лјупче Гергиевски испадна Зоран Заев, затоа што случи договор со Бојко Борисов на 1 август 2017 година, во кој што го утврди тоа што бугарите од памти век го сакаат, да се изврши ревизија
на македонската историја и да се слават сите датуми настани личности во Македонија, не како македонски, туку како бугарски. Дека со сите разлики меѓу нас македонците, пороти државјанство, само Македонија е нашиот единствен заеднички именител, само Македонија е нашиот единствен заеднички содржател. Со Македонија постоиме, без Македонија ќе исчезнеме сите заедно и во родината и во универзумот. И затоа го креваме гласот против ова лудило и безумие, против промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Пред целиот свет да порачаме, нашата држава се вика Македонија, ние сме македонци, нашиот јазик е македонскиот јазик. Само како подсетување, прашањето за името на државата е затворено со референдумот од 8 септември 1991 година. На тој ден, македонците пороти државјанството од татковината и во светот гласаа, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија. Завршен цитат. Без додавки и без придавки. Одлуката на референдум по устав е задолжителна за сите без исклучок. Во врска со меѓународните договори, на што ја санкаат сега Македонија? Во преговорите со Грција, главен ментор и методологот на Социјалдемократскиот сојуз, професор доктор Љубомир Фрчковски. Се наметна прашањето дали ќе да се прави нов референдум во врска со името. Меѓутоа, тоа беше еден мал маневр во 2011 година, 2008 година, кога зависеше приемот на Македонија во НАТО, во самитот во Букурешт. За жал, референдум тогаш не се одржа, нито па е потребен да се одржи. Меѓутоа, настана нова ситуација. Сега Грција бара, тоа е владата на Зоран Заев го нуди, да не се оди на референдум, да се склучи меѓународен договор, во меѓународниот договор да се утврди пакетот по сите идентитетски прашања и промена на името, договорот да оди на ратификација со 40 гласа во собранието, никој не може да се пожали пред никого, председателот на Републиката има право да стави суспензивно суспензија на законот, меѓутоа ако тоа не се случи, владата на Заев треба да го поднесе во Советот за безбедност, Советот за безбедност да го потврди и да го предложи на согласност во Генералното собрание, за да Македонија самата пред целиот свет се откаже од своето име на држава и идентитет на нација. Ние мора да направиме една поширока меѓународна акција, сите организации на македонците во светот, доколку прашањето за тој договор стигне во Советот за безбедност, да бараме Русија и Кина да стават вето, за да не стигне во Генералното собрание на Македонија. Или доколку тој договор се најде на дневен ред во НАТО, да ја молиме Турција да стави вето Македонија да не стане членка на НАТО алијансата. На крајот сакам да упатам силна порака за семакедонско помирување и обединување, заради одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата, затоа што во единството е силата. Ги повикувам сите здруженија на македонците на обединување во единствениот светски македонски конгрес. Само единствени обединети ќе победиме. И јас ве уверувам да бидеме единствени и дека овој пат владата на Заев како марионетска за да ги реализира интересите на Джес Бејли од Калето нема да им поминат. Доколку Европската Унија и Соединетите Американски држави продолжат грубо да се мешат во внатрешните работи на Македонија, ќе мора како народ да побараме од другите две постојани земји членки на Советот за безбедност, покрај Велика Британија, Франција и Соединетите Американски држави, кои стојат очигледно зад интересите на Грција, да побараме другите две земји членки на Советот за безбедност
со право на вето Русија и Кина, заради заштита на суверенитетот и интегритетот на државата Македонија. Дајте да ги слушнеме имињата на оние кои што лежат во затвор денеска. Горан Ангелов, Јане Ченто, Јохан Тарчуловски, Илија Славевски, Борис Дамовски, Богдан Илиевски, Игор Дурловски, Владо Јовановски, Игор Јук, Митко Чавков, Едмонд Темелко, Елена Доцевска Божиновска, Мумир Пепик, Оливер Радулов, Крсте Муковски, Љубен Арнаудов, Саше Василевски, Љупчо Димовски, Жаклина Пешевски, Дашо Марковски, Душко Лазаров, Панче Ангелов, Владо Трајковски, Јованче Лазаревски, Вили Михајловски, Андреј Мицевски. Имам жаре, ама немам презиме. Александар Јаневски, Сашо Сенков, Сашо Марковски, Кире Ѓоргиевски, Захарија Симески, Митко Пешев, Горан Георгиев. Уште 5 мина фалат на списокот кои што ги немаат се уште фатено, а едниот од 5 мината е мојот вујко, Митре Петроповски. Јас се надевам дека нема да го фатат, се додека нашите кои што сега ги прошитав не излезат на слобода и се она што навистина се македонски херои и јунаци. Чест ми е да ги представам нашите најголеми донатори за Македонија. Господинот Крсте Ивановски и неговата супруга. Ве мола, може да дојдете со мене? Само една секунда. Да. Господинот Крсте подарува 50.000 долари за Македонија. Abelja uleče, crno kjumulčiće. Abelja uleče, crno kjumulčiće. Ne ligo vide doseta delče Vojvoda. Ajde, op! Thank you.